почитуван подпредседател, колеги пратеници, многу почитувана македонска јавност. На денешната седница точка на дневен ред се предлози за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија. Како сублимат од сето она што беше кажано до сега од сите претходни говорници, следното: веднаш на самиот старт, дали седницата на матичната комисија е завршена? Одговорот е не. Од тука овој документ, каде што свој подпис има ставено колешката Марија Георгиевска, бидејќи процедурата се уште не е завршена во матичната комисија, фактички е неважечки. Председателот Талат Джафери на секоја, буквално на секоја пленарна седница, не подсетува сите нас, колегите и колешките пратеници, дека главниот дел од нашата работа се одвива во делот на матичните комисии. И сега тој прави преседан, знаејќи дека сето ова е погрешно. Затоа најмалку, фактички, што треба да се направи е оставка. Но клучното прашање кое се поставува во овој момент е зошто власта, односно собранието, го применува ова? Зошто се прави ова? Три моменти ќе издвоја, во кои што првиот момент е времето. Времето е клучниот фактор. Времето истекува секојдневно за оваа власт. Сега сите се сеќаваме на оној дел тик-так. Така сега времето фактички работи, меѓутоа работи во обратен правец. Изборите се ближат и хибридниот режим, во кој што главниот збор го имаат Социјалдемократскиот сојуз и Демократската унија за интеграција, заминува од власт. Тоа е првиот момент. Вториот клучен момент е поврзаноста со криминалот и корупцијата. Не постои ден во изминатите 5 години, а да не сме сведоци на уште еден криминал, уште еден коруптивен настан, а да не е поврзан некој од самата врхушка на власт. Затоа, тоа е вториот исклучително важен момент. И третиот, зошто сето ова ни се случува денес во собранието, е потребата од заштита. Сите овие лица кои што ги наведов, а тоа е врхушката на двете политички опции, партии кои што се дел од власта, имаат потреба од заштита и таа заштита мора да биде максимална, меѓутоа само во делот на нивното сваќање дека они ќе бидат заштитени. Тоа во стварноста нема да биде така и сите ние го знаеме, за тоа што промените следуваат. И промените мора да бидат во најголем дел во правото и правдата. Не може ние во Република Македонија да имаме партиски уставен суд. Она што често пати беше спомнато овде денес од говорница, пред се моите почитувани колеги, за довербата од 8%, јас сум длабоко убеден дека после ова, каде што сведоци е целокупната македонска јавност што се случува во собранието, дека довербата нема да биде веќе 8%. Таа ќе гравитира околу 0. Убедливо, значи институција која што ќе има најмалку доверба меѓу македонските граѓани. Со неколку збора само да запознам уште еднаш македонската јавност за Уставниот суд. Сочинете од 9 уставни судии, чиј што мандат е 9 години. Главните генерали на Уставниот суд ги кажа денес професорката Силјановска Давкова. Јас само ќе ги повторам. Прво, најлошиот дел од судството, најлошиот дел од судството, кое што претходно спомнав, едва и 8%, а голем знак прашалник после ова сето, колкав ќе биде процентот на доверба. Второ, секој состав на Уставниот суд
е полош од претходниот. Значи, трендовата линија кај Уставниот суд е надолна. Катастрофална е. Трето, за да се дебатира во Уставниот суд мора да се има знаење. А професорката тоа убаво го кажа, дека апсолутно не поседуваат никакво знаење. И четврто, иако имаат најтесна надлежност од сите уставни судови во Европа, немаат никаква работа, а за иницијатива воопшто не може да стане збор. Значи, никаква иницијатива од Уставниот суд. Дали ние треба да учествуваме во креирање на партиски Уставен суд, ги прашува моите почитувани колешки и колеги. Неколку збора само за Татјана Васич Бозаджиева, вработена во Министерство за правда на местото државен советник за граѓанско законодавство. Татјана Васич е родена во Скопје, дипломира на правниот факултет и магистрира од областа на граѓанското право. Во делот на работната кариера, својата работна кариера ја започнува во Министерството за финансии од 1998 до август 2001. Од август 2001 до јануари 2006 работи во Министерството за правда како државен советник за реформа на јавната администрација и раководител на одделението за стратешко планирање. Од јануари 2006 до август 2007 работи во проект на единица за спроведување на проект во областа на катастарот за недвижности. Од август 2007 до јули 2009 година работи во Агенцијата за катастар на недвижности како државен советник за правни работи и советник на директорот за стратешко планирање. 2009 до октомври 2013 работи во Државниот завод за ревизија. Од октомври 2013 до јули 2019 работи во Министерството за здравство, а од јули 2019 до септември 2020 повторно работи во Министерството за правда како државен советник за евроинтеграции. Сега, јас како хендикеп не го сметам ова работно искуство кое што го поседува Татјана Васич. Меѓутоа, нема воопшто никакво искуство во делот на правосудството. И тоа е главниот хендикеп за воопшто да дадеме позитивен одговор на прашањето дали може да одговори на проблематиката со која што се занимава Уставниот суд. Моето длабоко убедување дека не може. Но дали е подложна на политичко влијание? Секако дека одговорот е да. Како државен советник во Министерството за правда и здравство, фактички е дел во учествува во изготвувањето на закони кои што се поврзани со криминални дејанија како што е законот за опојни дроги и психотропни супстанции. Тоа е едниот дел. И вториот дел, исклучително значаен, е во делот на Министерството за правда, каде што е составен дел на кризниот штаб. Фактички е член и учествува во изготвувањето на сите оние уредби кои што имаат правна сила за време на вонредна и кризна состојба, каде што 70, повеќе од 70% апсолутно немаат никаква допирна точка со ковид кризата. Исто така, овде само ќе спомнам за поврзаноста со групацијата НИКОП, кој што е брзо растечка компанија во наводници во делот на обезбедувањето, фармацијата и земјоделството. Еклатантен пример е главниот и одговорниот на таа компанија, кој што во Кавадарци за време на парламентарните избори на едно спортско игралиште ги собра своите вработени со една интенција да влијае и да ги натера да гласаат за Социјалдемократскиот сојуз. После сето ова, сметам дека е се поблиску денот кога треба да се стави крај на овој хаос и на ова безредие. Ви благодарам. Има збор Рашила Миздрахи, повелете.